Ама, право терориста. Кој бе терорист? Ти! Не бе, ти! Шо бе ја, бе? Не, сакаме да кажеме my name is Ристо. Ристо е Ристо Мухамед Азара Хиджа Сама Бин Ладен бил топол мударак терорист. Полека, бе! Полека! Цело име во... Цело Дубај го кажа во својот име. Уште Филипче и веко ти фал. Сум морал уште 3 стиха за да конкурирам, уште 3 строфи да напишам за да конкурирам со вчерашната песна што ја чувте сите на Стручки вечери на поезијата. Не е проблем, ги напишав, ќе ги чуете, тоа му доаѓа како втор дел. Работа беше навистина, онаа вчера песна што ја напишав за нефатливиот, недопирливиот Груби, излезе дека е вирална, луѓе денеска ќе направиле музика, спот, баш ќе го залепам и спотот кај мене, и они ќе ги додадат овие 3 строфи, или баш да биде онака. Се надевам дека и Сан Ремо, зошто да не, само треба да се најде добар пејач. Ова Мак Фест, Валандово Фест, Гоце Фест, тоа треба тука да поминеме како ураган и да се взимат први награди, после одме идеме, значи, на ваква, на Сан Ремо. Еве го, значи, вториот дел од она што вчера почна да го пишам, се надевам дека ќе заврши како еден еп, ова еден ден, секој ден по 3 строфи, ова како Гилгамеш може да биде. Ќе се вика Грубинеш, место Гилгамеш. Ајде, нема везе. Значи, Груби, втор дел. О, Груби, 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 кој ли сега газе ти буби? А мислат сите сам себе се уби, а тој оклештен со 32 зуби. И може секој на глава сега да дуби, кога е у питање овој играч Груби. Од сите жени најмногу црни пари сака, а тој, кога од нас лапа и зема, неутешно ке има, ама затвор нема. Он никогаш нема трема, образот Џон, но не му треба крема, зашто суди и обвинители врзани мрежно, ќе го помилуваат по образот нежно. Благодарам. Се надевам дека овие 3 строфи ќе придонесат за многу поголем квалитет и многу поголема конкурентност во борбата за ловоровиот венец на Стручките вечери на поезијата, нали така. Што да кажам друго, со што ние се занимаваме, а со што се занимаваат у Кина, да кажем. Луѓе, Кина имаше завчера некоја настан перформанс на роботи. Ама роботи што знаат кунг-фу, као ние што се мајсторине на Шаолин на Тибет. Значи, горниот дел од сцената, направена сцената на 2 нивоа. На горниот дел се вистинските Шаолин борци, од тамо од Тибет храмот, како се вика Шаолин, а доле на прво ниво, на главнава сцена, се практично роботиве. Луѓе, отиде ова у пизду матер. Каков Матрикс, какви бакрачи, какви пиздеси материни. Луѓе, роботиве правеа таква, како да кажам, таква моторика. Правеа буквално све што правеа Шаолин борците. Од салта, од движења, од покрети, кати, поима немам како ги викаат, борби со тоа, со замислени мечови, со так. Оригинал, луѓе, тоа е, како да ви кажам, језа вака да ви помине. Значи, тоа се роботи, не е више онака дека оди, онака, еден чекор 1 минута. Да, здраво, јас сум Коле, кој везе нема. Шо правеше Шаолин борецот и тоа правеше исто. Неверојатно. Кинезиве. Како нарече Трамп? Најака нација, најака држава у светот. Сад се 100 години назад од Кина, бре. 100 години, бе. Како им успеа на тоа жутите, мајку му ева меј. Неверојатна работа. Луѓе, најдете го тоа, сигурно го има на YouTube, не знам како да напишете, нешто робот и Шаолин борци, нешто ќе ви го даде гарант. Луд перформанс, луд. Не е тоа, кажи го ова како се вика холограми, оригинал роботи, у исто време работат со истите работи, потпуно синхронизирано со овие со Шаолин борци. А ние сме на тема
Групи, дали ќе му биде поарно побезбеден у затвор или побезбеден дома? Значи, мој татковски совет, иако нешто не сум зафален, ако обвинителството зебало работа, и ако виде какви реакции предизвика во јавноста нивната одлука, таков тип кој што се гони за таков криминал, да се седи дома пред, како се вика тоа, телевизор од 2,5 метра, да си гледа филмчиња, да си јаде пуканки и да си ги чеша јајцата, кога ги видува какви реакции предизвика, најубаво ќе биде, ако и како тоа можно, можно е, тој притвор домашен да му го приначи за овој другиот позаебаниов, оти народов е стварно максимално изиритиран. Тоа просто ме мами, ја дори помислив, сериозно, само си викам, пичка му матерна, кај тоа може да ти знаете на што помислив? Помислив да соберам екипа луѓе, 3-4, 5 души, ама тоа нема никој да сака, така да сам ќе останев на крај. Да викнам телевизии, камери, да одбереме место, некоја банка, ја да ставам качулка и буквално со некоја играчка, што се гледа дека играчка, пошто другачи не знам што може да се деси ако имам некоја нешто копија налик на вистински пиштол, да влезам мртов ладен, нека снимаат камери од надвор. Да влезам мртов ладен, да кажам ова е плячка, да ги оплячкам, да се излезам надвор и да видам перформанс, значи зборам за перформанс. Ама просто те мама така. И да видам како ќе се одвива, као, не знам како да кажам, као така, баш перформанс. И да видам како понатака ќе се одвива мојот случај. Дали одма ќе бидам ставен у притвор, у шутка, или одма од кој ќе ме однесат у станица, ќе ме распрашаат што како, што зашто го направи ова, сепак или ќе ме стават у домашен притвор, или ќе ме пуштат со некоја казна дека сум нарушил нешто ред и мир, сум ги сплашил тама некој, па нешто не знам како кој ќе видат дека е перформанс, дека е заебанци. Само не се знае тоа, нели, у земјава има историја на ситуации што сум кревал рака у вторник, така да ова може стварно да најавам, да добијам 20 години обид за оружен грабеж. Тоест, како се вика тоа, пичко матер, ке заглавам робија. Него стварно така ми текна овај, знаеш, као перформанс, да им покажеш на сите, еве како поминуваат обичните, еве како поминуваат белите мечки. Оти нема друг начин како да им се долови тоа пластично на некој тамо, дали обвинителство, дали судија, што дозволуваат вакви работи да се случуваат. Мртви ладни за такво обвинение го праќаат дома да седи по папучи и по боксирици и да си прима гости, да си прави теревенки, рандевуа, средби, па да влијае и на сведоци, и на медоци, што и така ќе седеше дома, така ќе седи дома со скрстени раце, ќе чека да дојде судење. Таков еден тип, високо профилиран, што направил таков криминал, го пушташ дома, кај што се предпоставува дека украл толку пари. И со толку пари ти го пушташ дома да може да цалне овде, да цалне оде, да цалне тамо. За да си го спаси гзот, за утре да искочат сведоци, не знам што да зборат да го направат светец. Дека пред нашата црква, што ќе направи, веќе они да го направат светец. Тамо, пред очите на судијата. Но, ова што се случи, нека биде и показател на сите колку е народов жеден за правда и колку му е дојдено преку глава да го гледа она што овде го гледаше 35 години. Ја мислам дека на народов толку веќе не му е ни до поголеми плати, ни до не знам каков стандард, ни до не знам што, колку му е да види бе конечно правда. Дека некој гледа одгоре и ги санкционира тие што прават зло, тие што прават криминал. Соодветно ги санкционира. Тешко дека знаете што се правеше изминативе години со тие големи процеси. Намерно судска грешка ќе се направи по процедура, намерно ќе привидат некој добар адвокат, бранител ќе го види таа грешка, ќе ги опне по грешката, ќе падне судскиот процес или ќе се турка толку да застари да. Значи милион цаки има за да се изменаџира тој процес во корист на оној што направил зулум. Да не ги кажаме други работи со влијанија, со трт мрдана. Милион начини постојат. Само мислам дека оваа реакција на јавноста беше доволно силна
да им каже тама на тие што треба да им каже, дека дебело ќе кркаат казнени поени доколку ваков тип како овој се извлече без да му фали влакна на главата. Па ќе кажам презумпција на невиност, да, но ако некој отворил обвинение за толку многу пари украдени, значи тука има сериозни докази дека тоа навистина се случило. Така што на вчера што се случи, или кога беше завчера, понеделно, не знам, што сме денес, среда ли сме, појме. Толку многу ја узбурка јавноста да ја буквално кај да влезев у продавница, у кафичке седнев, значи буквално секаде тоа беше тема на разговор. Секаде беше истата тема на разговор. Значи, ја не сум видел толку народот да се галванизира околу еден таков настан. И толку да размислува од непартиски аспект. Не некој еден го брани, еден не го брани, па знаеш тука се јадат на не. Темата беше она што сите знаете, некој со украдени кебапи оди у притвор на 7 дена, 1 месец, некој со украдени милиони си оди дома и си подготвува дома одбрана со сите тие погодности што му ги укажува, овозможува куќниот притвор. Од најситни до најкрупни. Мислам дека више не треба да се игра никој со оган со вакви работи, иако пак ќе кажам, народот последен се прашува очигледно, но не беше, сакам да ви кажам, безполезна реакцијата на јавноста, на сите нас, по повод овој случај. Ја мислам дека сериозно, секој следен пат, некој сериозно ќе треба да размисли, дури ако сака да направи ваква ујдурма, на кој друг начин да ја направи, по-невидлив, по-скриен, по-таен, за да не предизвика слична реакција во јавност. Баре мислам дека тоа ќе пазат поише, ако веќе нели не е судено правдата да го фрли сидрото во Македонија. Оти вака, самото тоа чувство дека сите во држава не сме исти пред законот, побудува огромен бес. Огромен бес. Значи се околу, сваќаш дека се околу тебе е фейк. Дека постојат бели мечки кои што се максимално заштитени со сите тие бели мечни околу нив и постои еден друг подземен свет, турнат на страна, на кој што сите црнила што се случуваат, паѓаат на негов грб, на грбот на тој свет и дека тој енормно ги плаќа со голема цена. Таа селективност, таа фактички системска неправда, што ја генерира самиот систем. Затоа уште еден овај апел до власта, ако постојат сегменти у обвинителството, у судството, што не се под контрола, сакам да кажам што се надвор од контрола, што работат на овој начин против правдата, најдете начин како тоа да го исправите без при тоа да се замарате на темата мешање у судство и така натаму и така натаму. Не може тие да бидат над законот. Ако работат на принцип на неправда, мора да има некое тело над нив што тоа ќе го санкционира и тоа ќе го исправи. Дали е тоа не знам кој судски совет, мудски совет, немам појма. Некој тоа ќе мора да го исправи. Вакви работи да не се случуваат. Секоја нормална држава, ако се дадеш во бегство пред законот, кој ќе те фатат или кој ќе се предадеш, како и да е, ти го јадеш стапот тродупло. Никој не те пушта дома. Не знам што тука не е јасно. Сега да ми тропне појмане полиција на врата, ја да се дадам у бегство низ прозор. Само не знам од 6 спрат како ќе се спуштам доле, нема вез. Ама еве да се дадам у бегство.
Иако ме фатат, одма ми маваат уште 3-4 такви ставки отежнителни околности. Демек отпор при апсење, обид нели да се побегне и така натаму и така натаму. И плюс го јадам заради тоа. Какво пуштање дома после тоа? Идеш у станица, идеш пред тоа предистражен судење на предистражна постапка, идеш у ти одредува мерка, идеш у притвор, у шутка, брате. Полиција дошла да те апси, ти си им пружил отпор, им се обидел да побегнеш. Unbelievable. Не можете више на овој начин да си играте со трпението и со здравиот разум на луѓето. Очигледно луѓето сакаат, народот, луѓето, граѓаните, како сакате кажете, очигледно сакаат да видат ред. Сакаат да видат правна држава дека функционира. Дека лошите ќе си го добијат своето, дека добрите ќе бидат наградени, заштитени, а не обратно. Не може тоа така понатаму, не може едноставно. Видовме каков циркус се случуваше од 2017 до 2024 година со тие големите риби наводно што беа апсени, процесуирани и така натаму и така натаму. Најголемите риби влакна не им падна од глава. Наместо да лежат по 25-30 години за сите недела што ги направија, поминаа со неколку месечен притвор, шоу, некоја келија негде, шо поише дома, поише по хотели, се извлекоа, влакно од глава не им фали. Може не сме доволно јаки, сплотени, солидарни за вакви крупни работи да излеземе на улица и да направиме некоја голема заебанција, жедни за правда, жедни да видиме правда, али затоа знаеме па да кренеме таква бука на Фейсбук, да и тоа не им е пријатно на оние на кои што им е упатени овие негодувањава на кои што им се упатени. Дури барем на Фейсбук знаеме така да се изгракаме, да на овие не им е пријатно. Иако нигде нема собирање по улица, нешто некој да протестира, леле, груби дома пушто, не, али така се разгракавме по Фейсбук, доволно беше, значи, сепак имаме некоја моќ онака. Не мора да искачаме на улица. Не сме ние за тоа македонци, боље ние од дом. Затоа може толку не повреди овој дома што го прати. Оти ние ништо не сме направиле лошо, па пак сме осудени дома да сме затворени. Пошто немаш кај да отидеш, немаш ова, немаш пари, немаш ова, немаш... Али овој, што успел да отфикари голем дел од државниот колач у лотарија. Нема проблем, он, пошто сега за сега може дома да седи, барабар со нас. Нормално после ќе си замине на друго место, има тамо разни дестинации кај да оди. Ја. Ете тоа сакав да кажам, се надевам ова песнава дека ќе придонесе за многу ќе озголеми оптимизмот кај сите нас, дека може да се закитам и со Ловоров венец на поезијата. Значи, како се викаше овој Лешовски ли се викаше? Поетов, Бунтевска, Лешовски, овој Маџиров, чувајте се! Имате конкуренција од мене, вие поезија сте пише. Ова поезија да видите како ќе бидат стручки вечери. Ја до сега само некако сум клеел тој талент кај мене. Не сум сакал да го извадам, но тој поет дремел у мене, спил, чекал да биде буцнат, разбуден и да излезе како вулкан тоа поетското од мене. Гледате, тоа. Глупо да поглупо не може да биде, али битно е да си се ладам, забавно ми. Ајде чао.